Прашањето со национализмот во Западен Балкан, но исто така и во ЕУ, е едно долготрајно прашање и проблем. Се согласувам со она што го кажа господинот Спасов, а тоа е дека национализмот не е нешто ново на Западен Балкан. Оно што мислам дека е ново и што е нешто што доминирало на европската политичка сцена, посебно во минатата деценија, во Западен Балкан секогаш има два конкурентни наративи, наративот за европски интеграции и наративот за десничарскиот национализам, кој што доминираше со конфликтните наративи во Западен Балкан. Обично, кога едниот не функционира, другиот наратив е тој што доминира. Кога наративот за европски интеграции не функционира, не покажува резултати, тогаш радикалниот десничарски национализам доминира како наратив за создавање конфликти. За жал, тоа е дел од политичката сцена на сите вакви сцени, она што дури во Европа, она што го сведочевме во Франција, Италија, Унгарија, Германија, како што беше спомнато, како и во Холандија и во други земји, тоа е нешто што прави да помислиме дека ова не е само некоја специјалност на Балканот, туку дека е нешто што се однесува и на Европа. И мислам дека навистина мислам дека ова е паневропска битка. Во овој момент, особено во земјите на Украина, Грузија и Молдавија, ова добива радикална форма, каде што политичката битка станува битка на општеството, а меѓу двете дела од општеството постои огромна празнина. Зошто мислам дека ова е важно? Мислам дека дека нема да го решиме предизвикот ако не дојдеме до коренот на проблемот. А што е коренот? А тоа е како политичарите и институциите се справуваат со емоциите на луѓето. Тоа не е само на Балканот, туку и во Европа политиката се крепи од емоциите на луѓето. Не станува збор само за политика. И мислам дека десничарскиот национализам, радикалниот, посебно во Северна Македонија, беше резултат од некои неразрешени емоции на повеќето македонски граѓани кои што на некој начин се чувствува незадоволни, изиграни од Европската Унија и од самата влада. Јас не сум само граѓански активист, јас бев 7 години во владата, имам посебна одговорност да зборувам за ова. А исто така, мислам дека сега ќе треба да се справиме со таквите емоции и да ги пренесеме во политичка активност, која што ќе се спротистави на десничарскиот радикален национализам. Мислам дека ЕУ наративот, кој што е во насока на проширување и влез во Европска Унија, е се уште наратив на прогресивните општествени групи, затоа што во еден момент беше во криза и се уште е, бидејќи не е многу популарно да се зборува за Европската Унија и за пристапувањето во ЕУ, меѓутоа ако блиско следите, ќе забележите дека дури и оние влади кои што се повеќе кон десничарските влади имаат страв отворено да се откажат од пристапувањето кон ЕУ. И не сака да остават впечаток пред граѓаните и пред класачите дека се откажуваат од пристапувањето во ЕУ. Спротивно на тоа, тие одаваат впечаток и користат наратив дека се за влез во ЕУ, иако тоа не го испорачуваат секогаш. И тоа е нашата битка која што ќе треба во која што ќе треба да се избориме. Оно што мислам дека треба да го направиме е прво да бидеме свесни дека треба да бидеме подготвени за борба. За политичка и општествена
битка која што не подразбира насилство, туку борба за да се придобијат и мислењата и срцата на луѓето, односно борба за да се избориме за нашиот проевропски наратив и при тоа да им внесеме ентузијазам и надеж на луѓето и да им предочиме дека тоа е многу подобра опција за нив отколку радикалниот национализам. Ова вклучува потреба за битка за своите убедувања од сите страни, за сето она во кое што сите веруваат. Можеме да видиме како сите наши пријатели и истомисленици се борат во многу сериозни услови во Украина, во Молдавија, Грузија, Белорусија. Еве сега слушнавме, нели, колешката што кажа за Белорусија. Ако ова битка може да ја бијат во такви тешки услови и со такво високо ниво на закана по нивниот живот и екзистенција, мислам дека за нас на Западен Балкан би било многу полесно да се бориме за европската интеграција во која што веруваме. Ќе завршам со тоа што ќе кажам, што ни е потребно, а потребен ни е јасен план за приклучување кон Европската Унија, кој што ќе биде одобрен и усвоен од самата Европска Унија. Ние не можеме да успееме во напорите ако немаме јасни и искрени намери за да станеме членка на Европска Унија. Албанија и Црна Гора работат многу напорно да ги завршат преговорите во предвидлива иднина 2026 за Албанија 2027 и мислам дека тоа треба да го направат сите земји од регионот и дека ние сите треба да направиме јасен план за тоа како да ги завршиме преговорите и пристапувањето и да ги направиме сите потребни работи што е можно поскоро, но тоа треба да биде одобрено и прифатено од Европската Унија ако сакаме ние да успееме. И ако тоа го направиме, ќе ни даде малце дополнителна енергија да се бориме за да можеме да успееме и да го стопнеме радикалниот национализам кој што донесе многу трагедии и многу несрекни ситуации во нашиот регион и во преостанатиот дел од Балканот. Ви благодарам.